Пред се сакам да истакнам дека сум премногу задоволен и премногу благодарен на многу македонски граѓани што ни дадоа подпис. Зборам оној подпис на овие штандови за оној фалсификат попис. Сакам да најавам дека преку 80.000 подписи собравме за една недела. Тоа е навистина за поздрав и за воскит. Денеска тука во Ѓорче Петров повторно сме на терен, заедно со председателот на општинскиот комитет, секако и пратеник Бојан Стојановски, со Дафина Стојановска пратеничката и со председателот на градскиот комитет на Скопје Владимир Невовски, со многу луѓе што ни се приклучуваат на оваа акција за еден куп подписи да собереме, за да ни дадат подршка на нас пратениците за да го бутнеме овој фалсификат попис. И затоа уште еднаш ќе кажам, 80.000 подписи за една недела е навистина еден добар ветер во грб за сите нас пратеници. Се разбира, потоа ние ќе го доставиме овој закон и во собранието и ќе се надеваме, се разбира, да има слух оваа власт, да не тера со глава во зид. Или сакам да ги охрабрам граѓаните и уште помасовно да ни се приклучуваат, бидејќи се уште трае оваа кампања и ќе продолжи во наредните 2-3 недели за да имаме што повеќе подписи. Еве, додека јас зборувам, граѓани се потпишуваат и навистина ни даваат елан за да продолжиме со оваа акција. На секаде во Македонија се чувствува оваа атмосфера и се чувствува расположението дека сакаат промени во власта. Видовте вие што се случува со овој попис пред неколку дена. Општинските организации, или како да се нарекуваат оние на СДСМ, почнаа да ставаат огласи за попишувачи. Ова значи не е статистичка операција, ова е сепак политичка операција што ја тера власта со оние во нивната коалиција и на крај бројките ќе бидат, да речам, фингирани. Затоа народот е добро што ни се приклучува и оваа тема што ја кренавме навистина на едно високо ниво и се надевам дека ќе имаме уште подобар резултат во периодот што следи. Затоа би завршил овој дел само уште со едно многу големо благодарам на сите граѓани, бидејќи навистина многу ни значи. Премиерот Заев и министерот за здравство Вејко Филип велат дека се е под контрола со корона кризата. Ваш коментар? Видете, 3000 жртви има во последниве месеци или година од кога настана оваа пандемија. Навистина е тешко да се зборува кога Македонија е последна во светот по вакцини. Навистина е тешко со толку големи бројки на починати. 3000 починати има во Македонија. Они може да се фалат колку сакаат дека блескаме, но не е така. Не е така поради тоа што нема вакцини. Или знаете онаа пратка што стигна на Табановце, колку беше помпезно најавувана. Они колку се пофалија дека имаат фрижидерија. Вчера мислам дека беше кога видовме дека од гепек од една кола уште едно пакетче стигна, не знам дали ќе го стават у фрижидерите, но толку е. Спомнаа дека после кинеската нова година ќе стигнат вакцините од Кина, ни тоа не се случи. Не знаеме кога ќе стигнат и сето тоа се претвара во една пародија, во еден циркус, во еден театар од целата држава. И е навистина срамно. Затоа сакам еден повик до власта и сите оние здравствени власти. Престанете да си поигрувате со интелигенцијата на народ и почнете да работите. Бидејќи вака не може. Се повеќе граѓани ќе забавуваат, а имаме во најава дека ќе има и нов бран. Наместо нови бранови постојано да се случуваат во Македонија, никогаш не запрев, нека се фатат за работа и навистина да ги носат оние мерки што се потребни, а не само колку да се донесат мерки за они да покаже дека нешто сработи. Дали има правда во Македонија? Премиерот Заев вели дека системот функционира безпрекорно. Кој систем? Кој систем што функционира безпрекорно? Ја навистина не знам. Овој систем во Македонија е на клиничка смрт. На апарати би рекол, бидејќи навистина ништо не функционира. Правда, навистина нема правда. Сето ова е циркус, сето ова е театар и уште еден збор ќе употребам. Си поигруваат со интелигенцијата на народот. Видовте што се случи овие неколку дена. Срамно, жално, бедно да гледа секој еден граѓанин што се случува во државата. Но ја нема да зборувам колку е само жалосно во Македонија, зашто граѓаните имаат избор. А изборот набрзо ќе дојде, се разбира и на локалните избори, а работиме набрзо да има и предвремени парламентарни избори, така да народот охрабри се излези и да ги пратиме во историја овие луѓе што ни го направија ова во Македонија. А тоа е подкуп, уцени, продавање на идентитетот, на она што е македонско, колапс во здравството, во правдата, во инфраструктурата и се што се случува. Затоа народе да се сплотиме сите заедно да ги победиме и да ги тргнеме овие луѓе што ја однесува Македонија во бездна. Уште едно прашање, велите дека за една недела имате собрано 80.000 подписи. Во меѓувреме СДСМ го ажурира партиското членство, имаат собрано 20
25.000 потписи. Некако е голема разлика, еве во пресред на локалните избори, овие што ги најавувате предвремени парламентарни, кои се вашите очекувања? Видете, они што сакаат да направат пиар дека го ажурираат своето членство, идат на некои седенки по некои колачи, да се покажа дека еве се добро намерни со народот и така натака со нивното членство е замајување од вистинските проблеми во државата. Наместо да идат на седенки, нека се фатат да работат нешто, а не да имаме колапс во секој еден сегмент во општеството. Јас ова не го кажувам дека само ВМРО-ДПМН не успеа да собере 80.000 потписи, туку народот ги собира. Овие граѓани што се потпишуваат најголем дел не си членови на ВМРО-ДПМН. Доаѓаат граѓани што се разочарани од власта, што ја гледаат правата слика во општеството, а тоа е еден фингиран закон за попис и ни, како да кажам, тешки работи што секој од нас може да ги проголта, ако освен на телевизиите слушаме дека све е розево и така натака, но на крајот кога ќе се спуштите на теренот и кога ќе разговарате вака со обичните граѓани, ќе добиете впечаток дека оние немаат таа слика. И затоа уште еднаш благодарам, ние нема да се фалиме со бројката само дека сме постигнале за една недела 80.000, зашто јас очекувам оваа бројка уште да расте и ова не е само победа на ВМРО-ДПМН, победа на целиот народ, но да успееме до крај да го реализираме она што го сакаме. Јас знам дека ќе биде тешко. Видовте првата иницијатива во собрание ја отфрлија. Јас очекувам дека истото тоа ќе го прават, но голем е мотивот волку луѓе кои ќе застанат позади ВМРО-ДПМН, позади нас пратениците, уште помасовно, посилно и похрабро ние да се бориме.